Насоките на премиерот Заев за набавка на 100.000 вакцини на Спутник В е признание дека калкулациите со бројки од претходно и децидноста дека нема да ни треба руската вакцина за да не ни бидат вишок се изгледа грешка. Но грешка која граѓаните ќе ги чини скапо, со изгубени човечки животи секој ден. Дали за направената грешка ќе има одговорност или оставки? Заев денеска кажа дека преговорите за нарачка на руските вакцини со руската амбасада се во тек, но не кажа детали кога ќе се нарачаат и кога ќе стигнат. До крајот на февруари треба да ги очекуваме кинеските вакцини, помина некни во четврток, петок кинеска нова година, засилена е динамиката. Верувам дека до крајот на оваа седмица, тоест на крајот на февруари, ќе стигнат кинеските вакцини. А за Спутник ќе знаеме деталите веднаш штом се склучат некои договори, преддоговори, папирологии, за да може согласно тоа да проектираме датуми кога да стигне. И понатаму останува непознато зошто Македонија цели 6 месеци ги игнорираше понудите од Русија за набавка на Спутник В, во време кога во земјава нема ниту избор, ниту голем број на вакцини, но и оние кои ги имаме сега се донирани од Србија. Но познато е дека по притисокот од јавноста и медиумите, владата го смени ставот, дека сега ни требаат вакцините од Русија. Премиерот Заев за 3 дена даде 3 различни изјави. Прво тврдеше дека нема потреба да правиме залихи од вакцини, со тоа што ќе сме имале 3 милиони вакцини. По 24 часа излезе со друга бројка. Спомена 5 милиони дози. За на крај да каже дека проверките во системот на потпишани договори покажале дека има простор за нарачка на 100.000 дози од Русија. И додека Македонија ги троши последните стотици антиковид вакцини, Србија денеска е лидер во Европа по бројот на вакцинирани со по 2 дози. Mi smo do sada potpisali ugovore za nekih, evo reći vam tačno za koliko, 12.332.200 vakcina. Toliko je pokriveno ugovorima. Ostalo je za isporuku otprilike 10 miliona. Mi gledamo još da li da dogovaramo još dodatne količine, zato što ono što mi želimo je da imamo za svakog građana Republike Srbije, dakle ako gledate 7 miliona, pa čak i decu, pa i one koji žive u inostranstvu, su naše državljane, ne znam, da imamo po 2 vakcine. Во меѓувреме русите го одобрија производството на Спутник В во Србија. Руски стручњаци одобриле во институтот Торлак да почне првата фаза од производството на руската вакцина.